Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Прекрасната природна и туристичка оаза Преспа, преку нејзините јужни гранични порти, ќе се поврзува со дел од Европа и светот. По 58 години затворени рампи, конечно почна изградбата на долго очекуваниот и долго најавуван граничен премин, Маркова нога Герман на македонско-грчката граница. На свеченоста лопати земја фрли и премиерот Кристијан Мицкоски. Работите започнаа на изградбата и на нова административна зграда за царинската управа и на канцелариски и други простории. Сите тие од комплексот се очекува да бидат завршени за 16 месеци. Дел од 21 милион евра, колку што ќе чини овој проект, се од Европската Унија, а дел од буџетот на Македонија. Инаку, за растојание од само 5 километри, соседите од преспанските села и градови од двете страни на границата, поради испуштените рампи, од 1967 година мораат да возат дополнителни 130 километри до граничниот премин Меджитлија кај Битола. Ама интересно е името на местноста и на граничниот премин Маркова нога. Велат дека тамо се наоѓа камен за кој, според преданијата, на него има траги од стапалото на Марко Кралот, па каменот е ставен во караулата на граничниот премин. Жителите од овој македонско-грчки пограничен регион очекуваат да заживее и туризмот, и економијата, и трговијата, и посетите, да се среќаваат и дружат роднини и пријатели, намерници, гости и патници. Македонската академија на науките и уметностите организира трибина посветена на статусот на македонскиот јазик, односно се дебатираше за состојбите, развојот и перспективите на нашиот мајчин јазик, за неговата употреба во наставата, медиумите, во јавната администрација, како и за дијалектите и други важни прашања. Беше речено дека македонскиот јазик ќе живее и ќе се унапредува, се додека се грижиме за него, го зборуваме и го чуваме. Продолжуваме со вестите. Председателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова престојуваше во официјална посета на Република Азербејџан, земја која има важна улога на меѓународната геополитичка сцена, вклучително и заради богатството со природен газ. Председателката Силјановска во Баку се сретна и разговараше со председателот на Азербејџан Илхами Алиев. При тоа била изразена желба и очекување за натамошно продлабочување на соработката меѓу двете земји во повеќе области, како например во економијата, науката и туризмот. Азербејџан бил подготвен да го зголеми количеството на природен газ за Македонија. Председателката Силјановска се обрати пред академската заедница и студенти, како и на 12-тиот глобален форум во Баку за преиспитување на светскиот поредок. Таа истакнала дека светот е во длабока криза и ова се последни повици нешто да се промени. Исто така укажала дека европскиот пат на незината татковина Македонија е поплочен со двојни стандарди, со нови барања и услови, кои не им биле поставувани и на други земји досега. Соединетите Американски држави и Република Македонија склучиле 6 нови договори за над 20 милиони евра. Со дел од нив, нашава земја да купела софистицирани дронови, а сите пари биле од фондовите на САД. До крајот на годинава треба да стасаат овдека 96 специјални возила и возилата Страјкер,
со кои македонската армија би имала едни од најдобрите оклопни возила, велат од Министерството за одбрана. Со подпис на председателката на државава Гордана Силјановска-Давкова, од повикани се 8 амбасадори, бидејќи заминале на тие функции без претходно да настапат пред надлежната комисија во парламентот. Од повикани се дипломатите од Босна и Херцеговина, Шведска, Белгија, Чешка, Бугарија, Австрија, Англија и од Советот на Европа Страсбур. Во продолжение и за други теми, девизните резерви на Народната банка на Македонија на крајот од февруари изнесувале околу 5 милиарди евра. Тие се клучни за оценките за економската стабилност и одржувањето на стабилноста на македонскиот денар. Најголем дел од државните резерви, или 76%, биле вложени во хартии од вредност. Во монетарно злато резервите биле 12,5%, додека во валути и девизи 11,3%. Та нели Бугарија бара да биле впишани бугари во македонскиот устав и права да имале? Уште пак од Софија слушаме деновиве како се лиферуваат изјави дека тоа што македонците во Бугарија бара да имаат своји организации било обиди за сепаратизам, додека тамошното Министерство за надворешни работи го обвини премиерот Христијан Мицкоски дека со лажни тези се мешал во внатрешните работи на Бугарија. Веднаш реагираше премиерот Христијан Мицкоски велејќи дека правата на македонците не е мешање во внатрешните работи на Бугарија, а тоа што Софија бара промена на македонскиот устав, дали тоа не е директно мешање во внатрешните работи на суверена Македонија? И не смееме да дозволиме некакви си билатерални прашања кои немаат врска со 21. век да ги кочат европските интеграции на нашава земја. Грција, користејќи дека е членка на Европската унија, удри и по македонските вина, барајќи забрана за нашите вина да се изложуваат на саеми и манифестации, односно да не се продаваат под брендот македонски или вино од Македонија. Брисел за тоа молчи, па е неизвестно дали македонските вина ќе се представат на винскиот саем во Дизелдорф наредниве дена. Со таквата грчка рампа и уцени се прави штета на нашите компании, на нашите винарници кои ќе бидат соочени со големи загуби. Добро е познато какви се награди и признанија во светот имаат освоено македонските вина и во Преспанската спогодба, подпишана од Скопје и Атина, која е на наша штета, стои дека републикава може да го употребува името македонско. Парламентот им изгласа недоверба и донесе одлука за разрешување на 5 членови на судскиот совет, избрани во парламентот, за кои беа изречени доста критики во работењето и се побара тие сами да си даделе оставка. Според информациите што кружат, тие суди од судскиот совет велеле оти немало да си одат, меѓутоа дали ќе имаат кредибилитет да продолжат со работа ќе видиме. Во Битола Штипи во Скопје беше одбележан 11 март, денот на трагичната судбина на 7144 македонски евреи, кои во 1943 година биле насилно збирани од нивните домови од бугарскиот окупатор и однесени во логорот на смртта Треблинка. На одбележувањето на 11 март беа повторувани пораките никогаш да не се повтори такво зло. Разоткриена е мрежа на увозници кои продавале мазут со опасни материи, штетни и за здравјето на луѓето и за животната средина, го труеле народот за да стекнат богатство. За тие бизниси биле платени 167 милиони евра од буџетот на државата. Имало и лажни договори и услуги, имало и перење пари и злоупотреба на службената положба. Полицијата извршила претрес во повеќе домови и фирми во Скопје, Битола и Кичево и пронашла и одзела разна документација, пиштоли, муниција и мобилни телефони. Во притвор се Радко Капушевски, собственик на фирма, потоа неговиот бизнис партнер Ерџан Сулковски и екс-директор во електростопанство на Македонија Адријан Муча. Се врти името на избеганиот во странство, исто така екс-директор Васко Ковачевски. За останатите осомничени ќе имало мерки на предпазливост за да не побегнат. Има реакции зошто Асмир Јаховски, чиј татко е пратеник, а чичкото градоначалник, тој со Пуцко Петрол бил главен нафташ на претходната власт, а наместо во затворска келија, Асмир е во домашен притвор.
Дали тоа било така, бидејќи со обвинителството раководи Исламабази, кој важел за близок до Али Ахмети? Вандали провалиле, го ограбиле и го оштетиле познатиот манастир Пресвета Богородица во Кумановско Матејче. Вандалите го украле и оловниот лим од куполата на црквата, го ископале подош, што дури биле осквернавени останки на порано погребани лица на тоа место. Направена е голема штета на овој манастир кој е заштитено културно македонско богатство. На патот Битола Ресен кај местото Макази Ресенско, во судар на 3 автомобили, починал на самото место 46 годишен ресенчанец, а 2 битолчани биле повредени. Тешка сообраќајна несреќа на патот Охрид Свети Наум кај населбата Рача, кога охридски автомобил и моторџија се судриле. Загинал 27 годишниот охриджанец кој го возел моторот. На експресниот пат Штип-Кочани во директен судар на 2 возила од Кочани загинале 2 возачи. Радиопрограма во Македонско продолжува со својата долгогодишна, исклучително важна и незаменлива мисија и улога во афирмирањето на македонското име, на македонскиот јазик, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот, благодарение и на разбирањето, помошта и добрата воља на Алек и Димитар. Тие се собственици на 2 познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и на Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или со поминати километри, побарајте ги Алек и Димитар. Уште една информација. Во манастирот Света Богородица од 14. век, од Тетовскиот лешок, се врши конзервација на живописот, каде е откриен трет најстар слој на фрески. Тоа сведочи за повеќе вековниот континуитет на оваа историска локација и на духовниот живот на тие простори. Тоа беше блокот информации за ова јавување од стариот крај, за радиопрограма во Македонско. Драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, драги наши македонци, почитуван колега уредничи и водител Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам одовде од Република Македонија. Фиданка Танаскова ви посакува добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте.
Život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam trebaju dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000 i pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Dobar dan, ja sam Veli Marković, vlasnik Mac Travel Agency, a vi slušate makedonski radio program Oro Makedonsko. Телефонот Mac Travel Agency 773-780-1945. Колку близко е телефонот, толку е близко стариот крај. Патувайте со Mac Travel, ви посакува среќен пат. Serbian Airlines поаѓа од Чикаго и Њујорк до Белград со конекција до сите градови на Балканот. Време е вашиот одмор да го направите преку Mac Travel и Serbian Airlines. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме трите компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашате за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Пазел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорча Танасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ќе одите на Facebook или на YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски, Пелистер
безправедност. Сузбреше бек, е завенкви еден. Те осудувам на 101 година, а душата да ти излезе со бесење. Машала. Што се однесува до вашата пресуда, таа не ме плаши. Напротив, таа ме успокојува. Дори сега на дело можам да ја спроведам Демокритовата мисла. Оти смртта не е несреќа. Oui, monsieur, la mort n'est pas une mort. Смртта ќе ми исполни силот. Смрт со бесење. Дори сега можам да кажам, оти сум веќе спокоен. Значи, вака ќе се умира. Место смрт со бесење, тепање до смрт. Што си сторил, синко? Кучињава ги држам на узда. Со овој ремен. Велиш, те стрижеле, те молзеле, па додека има овци како тебе, нека молзат, нека бричат Патрокле, како нема ништо. Како ништо не останува, па продај му е брадата, продај му го животот. Ако не сакаш, откажи се, Патрокле. Не давај му ништо на Джемалага. Робството, Патрокле, постои само затоа што луѓето се пашат за своите животи. Само затоа што се тресат за нив. Да живееш, макар да му влосаш. Пукам јас на тоа, Патрокле. Пукам. Ти не си човек, ами црв. Човечкото е во достоинството, во духот, што не се покорува. Тука згасна Арсо во лето 1908. Љубете како што љубев, мразете како што мразев. Од врв на Пирин планина жалосен глас се слуша, Македонија плачи, жалосен глас се слуша, Македонија плачи, проклета и тришклета, да бидеш ти Европо, блуднице вавилонска, да бидеш ти Европо, блуднице вавилонска. Французи, англичани, таљанци и немци сака да сме во робство. Таљанци, немци сака да сме во робство. Порода сум славјанка, земја со злато полна, затоа ме исчет сите. Земја со злато полна, затоа ме исчет сите.
остана, нема друга Македонија. Од Вардар Пирин до Солуна, име е Македонија. Стара лолка, една мајка, сите нас не родила. Нека знаат, мајко, ти ни остана, нема друга Македонија. Еве е мојата песна за да те имам. Те измислив за да те имам и те врамив во звездена рамка, со сребрени зраци те украси и во најубав сон те вплетив. Во средиштето на каменот копав ден и ноќ, парчиња кршев и барав, мозаик да направам од замислени мотиви и љубов што гори, сакав за навек спомен да остане. Чинарот столетен го замолив, долговечноста да ти ја подари, во гранките сончеви зраци да зароби, да те топла кога мене ќе ме нема. Девојката во мене ја измолив, звукот на далечините да го улови, во срцето мелодија да почувствуваш, кога жиците на карфа ќе ги допрем. Испишав зборови, што во сонот ги создава, душата да ти ја гала и тука да срасна. Го голтав молкот за тагата да не ми ја видиш. Сетија само радоста што од мене до тебе патува. Од ширината небесна рајска птица зароби. Не ја пуштам додека не испее песната, што создава магија во недопрени извори за љубовта што се раѓа, да може да истрае. Само времето не можам да го измолам и никако навреме до него да стигнам. Тоа пред мене во далечините бега со огледалото на вистината врата. И сега политичката идеја за репрезентативна демократија, Стефан, мене 10.000 луѓе ми дале глас не затоа што сум им убав, туку затоа што сметаат дека јас нивните гласови треба да ги представувам во законодавниот дом. Идејата на законодавниот дом е затоа што не можеме да се собереме 2 милиони луѓе во една зграда да разговараме. Идејата е тој суверенитет на 2 милиони луѓе се подели на 120 дела и тие луѓе да одлучуваат. И сега кажи ми ти каде е логиката? Народот има фрустрација и ти му викаш според закон. А кај си ти? У законодавен дом. Па смени го законот, бе. Како бе тоа пратеник да ти даде објаснување според закон? Ти си законодавец, смени го законот затоа што фрустрацијата на граѓаните е јасна. Ти треба да бидеш представник на нивната фрустрација или задоволство. Ако народот е фрустриран, ти законодавецу драг, мил, легален, што се водиш легално, смени го законот и откажи се од своите привилегии и од своето грејење на сопствениот газ. Молњи врз главите ваши празни нека се струповат, дошто постои зло на веков и на светов, во вас да се вклешти, красти и улери струпести, душите продадени да ви ги вадат, крокодили острозави, утробата да ви ја раскинат, орли крстатни на карпа вжештена, труповите да ви ги черечат, боговите севишни паднат на колена, од гробот ги молам. Сета клнатија, небесна и земна, и на овој, и на тој век таму, врз вас да ја истурат изроди едни, што ја турнавте Македонија во пропаст да понира, со пристанот ваш, името свето да и го поганат, што се главивте туѓи вазали да бидете, и ја оставивте државата на милост и немилост, без круна, без престол и без крал. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5400.
5000. Малку време, животот краток е, со тага волка да се живе. Нема среќа без љубов искрена, нема радост без љубов голема. Нема среќа без љубов искрена, нема радост без љубов голема. Нема радост без љубов голема. И уште еднаш да се родам јас, и уште еднаш би те обрала. Не можам, душо, без тебе не можам. Не можам животот да го замислам. И уште еднаш да се родам јас, и уште еднаш би те обрала. За навек, за сите години, за здравје, љубов, за многу години. За здравје, љубов, за среќни денови. Сите луѓе да се влюбени, и сите души прегрнати. Зошто времето бргу минува, затоа љуби, љуби до гроба. Зошто времето бргу минува, нека се пее за љубовта. Ке ви пеа за љубовта. И уште еднаш да се родам јас, и уште еднаш би те обрала. Не можам, душо, без тебе не можам. Не можам животот да го замислам. И уште еднаш да се родам јас, и уште еднаш би те обрала. За навек, за сите години, за здравје, љубов, за многу години. За здравје, љубов, за среќни денови. И уште еднаш да се родам јас, и уште еднаш би те обрала. Не можам, душо, без тебе не можам. Не можам животот да го замислам. И уште еднаш да се родам јас, и уште еднаш би те обрала. За навек, за сите години, за здравје, љубов, за многу години. За здравје, љубов, за среќни денови. Црковен предлог владиката Јаким, да слушниме.
за овој народ. И не може никој да ме исплаши, уште помалку да ме замолчи. Викарниот епископ Стовиски Јаков, Она што е најстрашно во законот за дискриминација, постои таква една небулоза, таков еден парадокс. Одговорноста да се брани се префрлува на тужениот. Доволно само некој да ве обвини, вие мора да докажувате дека сте невин. Ова што го правам за народот, за семејството, за децата, за целокупното општество. Ова е најмалку што можам да го направам за овој народ. Најмалку што можам да го направам за овој народ. Не може никој да ме исплаши, уште помалку да ме замолчи. Викарниот епископ Стовиски Јаков, Она што е најстрашно во законот за дискриминација, постои таква една небулоза, таков еден парадокс. Одговорноста да се брани се префрлува на тужениот. Доволно само некој да ве обвини, вие мора да докажувате дека сте невин. Ова што го правам за народот, за семејството, за децата, за целокупното општество. Ова е најмалку што можам да го направам за овој народ. Луѓе, а ние за жал тоа често пати го правиме. Нашиот однос со Бог, нашето одење на црква и нашите надежи и очекувања од Бог ги базираме на новоземното постоење. И од Бог често бараме и очекуваме, или со други зборови градиме трговски однос, бараме здравје, бараме материјална добросостојба, успех, пари и што ли не. А тоа не е ништо друго, туку да се надеваме на Бог само во овој живот. Оне кој што живее за Христос и кој што е христијанин во вистинската смисла на зборот, тој ништо не бара во овој живот, го бара само Христос. Живее за Христос, умира за Христос и подготвен е се да остави за Христос. Ако на Христос се надеваме само во овој живот, тогаш ние сме најбедните луѓе. За петолебијата што се носат во петоците кога се читат акатистите. На петолебијето местото му е на вечерна богослужба, не на акатисна богослужба. Тоа се случува или сабота навечер, или спроти празник. Тогаш треба да се прави петолеби и да се носи петолебијето. На петолебијето не му е местото на акатиста. Не се носат неконтролирано многу петолебије. Значи може би ќе донесат 20-30 верници, ќе донесат петолебије. Тоа веќе губи смислата на петолебие. Тоа не е петолебие, тоа е столебие. Може и да се договори меѓу верниците, 5 верници, 5 фамилии, да речеме, да направат поголеми богачи. 5 да бидат. Ама да бидат и поголеми. Како ја накалемуваме ние петолебието, го накалемуваме на акатистот, ама нема допирни точки со акатистот петолебието. Друго е петолебие. Love
373838, а на западниот дел во Ворен Funeral Home на Fort Road и Телеграф во Дирбон Хајтс. Телефонскиот број 313-278-5100. Јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552. Поетски меридијани од ПТМ Андреевски. Секоја ног те сонувам и си велам: еј гиди Македонио, некогашна мориславна империо, распласната на половина планета, од Пела па се до Персија до Индија. Денеска падна на колена да ги молиш оние кои ги описмени и ми отвори устата и ги научи да речат најпрвин алфа и омега, па А, З, буки, веди, па А и Б. Не ги молиш што ги научи дека рибата се јаде, дека дрвото се калеми и да човекот се раѓа за да се љуби. Нив да ги моли сега името расплснато да ти го остават на 180 км квадратни. Тешко ми е, татковино, тешко многу ми е. И мене, колега Андреевски, тешко ми е. Драги слушатели, оркестарот Колумбија свири македонски песни, едно интервју да го слушниме. Јас се обидувам да го научам македонскиот јазик. Драги македонци, голем поздрав за вас од центрот на главниот град во Колумбија, Богота. I have like special passion for the patriotic Macedonian songs. It's unbelievable how as such small country could be like so and so rich Es un país muy hermoso, su gente, su comida, la música pues me encantó. Macedonia is a very particular country with its colors and with its charm.
three options. We have like Turkey, Greece, and Macedonia. I knew like that the Macedonians are like Slavic people, a Slavic language, and I felt that it's like closer to me because of my Ukrainian origin. So I was very like interested to go to Macedonia and to see how is this country that for us in Colombia is very far and very unknown. The responsibility and the wish to show it to the world, to show it here in my country, and to show the people that exist places that we don't hear very often about, but exist absolutely magic and wonderful places that we should know about. I dream to be constantly traveling with the music, constantly traveling. But Macedonia is a place where I could live. Јас сум Сања Цинцева, а вие слушате Радио Оро Македонско. Македонска поезија. Враќање дома. Сега се враќам со затворени очи. Да не видам дека те нема на прагот. Ги отворам вратите со затворени ноздри, да не почувствувам дека ти го нема мирисот. Ушите ми се затворени, да не слушнам дека ти го нема гласот. И што никој нема да се одзве кога ќе речам: јас се вратив, мајко. Ирина Кирова. Ајде си ми живо и здраво, детуле, да пораснеш големо. Наснага, вита ела пиринска. На лице бело и црвено, како тетовско јаболко, буј. Грлото бисер да ти рони, гласот да ти биде како на Славејче. Славејче, моје убаво Славејче. Буј. И кога еден ден ќе пораснеш и ќе погледнеш во големото сино небо и ќе слушаш Славеј, спомни си за нас, спомни си ја четата во која си се родило. Таа чета ангелче се бори за твојата слобода. Ја подај ми момент, тенка пушка, јас да замирам, ке
можам јас да го преболам и нам тажни денови. Прости му, срце моје, прости му, ме лаже ослободини. Теши ме, срце моје, теши ме, Господ ке му пресуди. Прости му, срце моје, прости му, ме лаже ослободини. Теши ме, срце моје, теши ме, Господ ке му пресуди. Да љубам тој ме научи, нежни први бакнежи. Да ке можам да ги заборавам, срекни наши денови. Да ке можам да ги заборавам, срекни наши денови. Прости му, срце моје, прости му, ме лаже ослободини. Теши ме, срце моје, теши ме, Господ ке му пресуди. Прости му, срце моје, прости му, ме лаже ослободини. Теши ме, срце моје, теши ме, Господ ке му пресуди. Господ ке му пресуди. Секој ден е нов ден. Секој ден може би е подобар од претходниот, но може би и полош. Затоа не се срами. Побаре помош, затоа што подобро помош за да го направиш. Твојата контрола на твоето ментално здравје уште подобро. Не се срами, побаре помош. Тука сум јас за да ви помогнам во вашето подобро живење, вашата среќа, вашиот успех и вашата радост, затоа што сите тие компоненти представуваат еден дел од здраво живење, здрав живот. Каде да сте? Побарете ме, Анета. For its rich history,
stunning landscapes, and warm hospitality. Nestled in the heart of the Balkans, it boasts breathtaking mountains, lakes like Ohrid, and ancient sites that tell stories of empires and civilizations. The culture is a unique blend of Slavic, Ottoman, and Byzantine influences, Macedonia is loved for its rich history, stunning landscapes, and warm hospitality. Nestled in the heart of the Balkans, it boasts breathtaking mountains, lakes like Ohrid, and ancient sites that tell stories of empires and civilizations. The culture is a unique blend of Slavic, Ottoman, and Byzantine influences, 52,000 innocent children were torn from their homes, condemned to exile, because their own mother, Greece, refuses to let them return. Their only crime, being Macedonian. Their childhood was stolen, their homeland erased from their lives. Another 18,000 to 25,000 children were ripped from their families, taken to Frederiki's brutal institutions of forced Greekization. Many never saw their parents again. Their fate, unknown, forgotten, ignored. Some were lost in the cold machinery of state control, others sold into foreign adoption, stripped of their names, their identity, orphans not by death, but by policy. For their mothers, the pain never ended, giving birth to a child only to have them ripped away. The unbearable void, the unrelenting grief, a wound that never heals. Entire generations erased. 46,000 to 57,000 Macedonians were permanently uprooted from their ancestral land, not for committing any crime, not for war, but because they spoke Macedonian. Because their parents had political beliefs that did not align with the ruling regime. 3 generations have now passed. 3 generations who have never been allowed to go home. Macedonia's villages, empty, lifeless, forgotten. The echoes of children's laughter have faded into silence. The homes of the exiled stand abandoned, dust-covered tombstones of a culture deliberately erased. If these children had been allowed to grow up in their homeland, if their families had been left intact, today their descendants, hundreds of thousands of them, would still be there, thriving. 600,000 to 800,000 more native Macedonians should be living in their rightful land, but they were never given that chance. There is no debate. This was ethnic cleansing. And yet instead of apology or atonement, what exists today is hatred, targeted racism, deliberate persecution of native Macedonians. They are ridiculed, mocked, and ostracized, called Bulgarians, traitors, agents, paid Scopians, for daring to speak their mother tongue, for preserving their cultural heritage. But does this make the persecutors superior? Sure not. Exposes their ignorance, their fear, their lack of civilization. And who are these people? The ones whose grandfathers collaborated with the Nazis, of course. In Greece, it is always the victim's fault, and history repeats itself every single day. Тоа беше прилог кај вистината за децата не бегалци, туку децата протерани. Лесно да излезеш и да кажеш за дневно политички поени дека вака или онака се случува, кога зад себе имаш продажба и промена на име, имаш продажба на се што е на македонско, си тргувал со историјата, сакаш твојата нација да е од 90-та навака, значи небулозни работи кои што си ги направил претходно, а сега излегуваш и мртов ладен зборуваш како нечени позицијата на Македонија на меѓународна сцена. Не бе, дечки, време е да се скриете, да поработите нешто, да видите нека паричка да фатите пак, да може, нели, да видите што ќе ви се случува во иднина. На крајот на денот, јас не можам да разберам како после толку време не разбра дека Македонија треба да им биде на прво место кај да седнуваат да разговараат на политичка сцена. Многу е важна консолидацијата на вистина на суштински национални прашања, но на крајот на денот со некои луѓе и не можеш тоа да го направиш. И полека ќе одиш на кај кравата.
Душо, биди мирна. Душо, биди, оп! Ќе фатиш за едната цицка. Да. Абе, за цицката ќе фатиш. Ошто волим цицка. Добро? И потоа пак полека, оп, ќе фатиш и за другата цицка и ќе молзеш и ќе им дадеш на другарите да пијат млеко, ме разбра? Трчаш и ќе земеш еден лонец. И полека ќе одиш на кај кравата. Пушо, биди мирна. Душо, биди, оп! Ќе фатиш за едната цицка. Да. Абе, за цицката ќе фатиш. Ошто волим цицка. Добро? И потоа пак полека, оп, ќе фатиш и за другата цицка и ќе молзеш и ќе им дадеш на другарите да пијат млеко, ме разбра? Какао со кекси, какаото има антиоксиданси, то мене ми дава уште многу шанси. Имам 58, се уште сум секси, оти пијам јас. Какао со кекси, какаото има антиоксиданси, то мене ми дава уште многу шанси. Какаото содржи многу железо, така ја се борам против рѓата. Какаото содржи многу железо, така ја се борам против староста. Какаото содржи и теобромин, то мене ми го крева мојот серотонин. Имам 58, се уште сум секси, оти пијам јас. Какао со кекси, какаото има антиоксиданси, то мене ми дава уште многу шанси. Жална вест. На 62 годишна возраст почина Зоран Јаверлов. Останаа да жалат децата Блек и Грант, мајката Живка и братот Љупчо. На тој свет ќе го пречека таткото Васил. Бог да ги прости и вечно им памја. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи крај. Слушајте не 24/7, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.